Со полагање на тестот по мајчини јазик во земјава започна да се реализира државната матура. Од 2000 завршени средношколци од тетовските средни училишта, само 275 се определиле за училишна, а останатите ја полагаат државната матура. Според информациите од секторот за јавни дејности, за полагање македонски јазик и литература пријавени биле 289 ученици, 1400 полагаат албански, а 37 турски јазик. Најбројни се учениците во медицинското училиште, каде единствено се реализира и настава на турски. Подолг период училиштето во Тетово се подготвува за државната матура. Подготвите беа насочени во две насоки. Прво за подготвување на учениците, зашто подобро да го реализираат тестот по државна матура и тоа по сите предмети. Се реализира и подготвителна настава, дополнителна доватна настава за учениците. И од втора гледна точка беше да се подготвиме за тоа што е техничкиот дел наша одговорна за реализација на овие испити, да бидеме подготвени за да биде се во најдобар ред. Денеска процесот почна на време во сите училишта, се според правилникот кој што е предвиден за државна матура. Немаме некаков застој или проблеми во ниту една од училиштава и се надевам дека учениците се подготвени и 1726 ученика од Тетово ќе покажуваат подобри резултати од оние што ги имавме мината година и повторно ќе бидеме едни од најдобрите градови во Македонија. 636 ученици од двете тетовски гимназии Кирил Пејчиновиќ и 7 март полагаа албански јазик, а 52 македонски. Од останатите средни училишта, земјоделско, текстилно и економско, за првиот испит се пријавени 269 ученици за албански и 116 за предметот македонски јазик. Во Тетовската гимназија се тече според најдобар ред. Во гимназијата Кирил Пејчиновиќ од македонска настава денеска полагаат мајчин јазик, 53 матуранти, сите се дојдени и се тече во најдобар ред. Министерството за образование преку своите наблюдувачи го следи процесот на спроведување на државната матура. Што се однесува до ова училиште во моментов каде што сум наблюдувач, можам да кажам дека целиот процес се одвива во најдобар ред. Се беше на време завршено, на време беа поделени тестовите, запазени сите оние процедури кои што се согласно со насоките за одржување на државната матура. Така да за сега процесот се одвива во најдобар ред. Следат после 10 и останатите предмети, дали и вие продолжувате со наблюдувањето во исто училиште? Па, ние сме одредени од Државниот испитен центар точно од определен распоред, така да продолжуваме понатаму и во наредните денови да ги наблюдуваме и останатите спроведување на останатиот дел од државната матура и по оние предмети и закажани термини како што се по распоред. Секој ученик треба да полага 3 предмети. Следниот е на 10 јуни, кога се полага странски јазик, или на 12 за оние кои одбраа математика. 2 дена подоцна, матурантите ќе полагаат еден од предметите кои ги избраа: биологија, хемија, физика, историја, бизнис, филозофија или естетика.